Почитувани граѓани, почитувани медиуми, со секој изминат ден довербата во истрагата за случајот Рекет и довербата во Вилма Русковска се помали. Истрагата е целосно компромитирана. После денешната изјава на Вилма Русковска јасно е дека таа нема намера да ги изведе пред лицето на правдата главните актери во случајот Рекет. Сите ги знаат кои се. После денешната изјава е јасно дека Вилма Русковска застана во одбрана и на Зоран Заев, и на Кики и Фрики, и на Шеки, и на сите функционери на СДСМ инволвирани во политичко-медиумско обвинителскиот рекет. Почитувани, да ја убедуваш јавноста дека нема инволвирани политичари и дека Боки 13 ја немал поддршката од власта при рекетирањето е дрскост и подценување на интелигенцијата на граѓаните. Да ја убедуваш јавноста дека сите фотографии, средби, меморандуми, сите состаноци и вечери на Боки 13 со функционерите на власта не постоеле или биле чиста случајност е срамно и недостојно за некој што треба да биде репрезент на правдата и да ја репрезентира правдата во Република Македонија. Срамно и просто неверојатно за никого. Едно е јасно. Обрачот се стега околу главата на криминалниот октопод и кога тогаш ќе мора да падне. Јавноста веќе нема верба во ово обвинителство на Русковска и Јовевски. Диктатот на Заев, под кој работат, намерно ја развлекува истрагата за да се спасат сите инволвирани политичари, вклучително и он. Почитувани, џабе име, готови се паѓаат. Подкопаната доверба во Заев, Русковска и Јовевски обвинителството на граѓаните и сомнежот кој го имаат граѓаните се тотално и целосно оправдани. Разлекувањето на истрагата повеќе од 4 месеци значи само едно, а тоа е забошотување на целиот случај во корист на СДСМ и рекетарите. Почитувани граѓани, одговорност мора да има и одговорност има. Благодарам. Дали има прашања? Повелете. За почење на донесувањето на законот за јавна службеност со премиерот и самого скоп на разговорите во работните групи. Како ви е во тоа? Видете, веќе имаше и нашиот партиски представник во телото за преговарање, пратеникот Антонио Милошовски, изјава денес во текот на денот, каде што малку подетално ги објасни сите оние наши барања и тези кои ни се поставени. Од она околу кочењето можам само да кажам дека единствен кој што во моментов го кочи законот и не ги прифаќа нашите предлози и сугестии е само СДСМ, Заев и Рената Десковска, бидејќи како што знаете тие го кочат се со една цел, а тоа е да си донесат закон по нивна мера, закон кој што подоцна ќе треба ги амнестира нив како едни од главните актери во целиот криминал кој што се прави во моментов во владата. Еве, на прак сме повторно да видиме дека они имаат намера да го злоупотребат европското знаменце, се, како што реков, само со една цел. Да не ги прифатат барањата на ВМРО ДПМН, кои што се објективни и во интерес на законот, граѓаните и правдата, односно неселективната правда, а да си донесат закон кој што утре ќе треба да ги амнестира за целиот овој криминал кој што во моментов може да се види дека го прават. Благодарам.